Затворена седница на Комисијата за надворешна политика на која премиерот Зоран Заев го презентираше нацрт договорот за добрососедство со Бугарија. Пратениците првпат имаат увид во договорот што Заев го најави за време на својата посета на Софија на 20 јуни и средбата со бугарскиот колега Бојко Борисов. Заев истакна дека потребно е да се отвори расправа за нацрт договорот во функција на градење заеднички национални консензуални политики од интерес за сите граѓани. Договорот е навистина основа за добрососедство и пријателство. Двете држави во иднина ќе работат поблиску за взаемен успех. Договорот е добар за националните интереси на Република Македонија. Од држава со проблеми стануваме држава што ги решава проблемите. Ја зајакнуваме нашата позиција во регионот и во меѓународните односи. Со договорот, владата на Република Македонија уште еднаш ја афирмира посебноста на македонскиот народ, македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Во договорот нема дилеми дека се работи за две држави, два народи и два јазици. Со договорот се отварат нови перспективи на соработка со соседите и забрзување на процесот на интеграција во Европската Унија и НАТО. Со потпишување на договорот, ние стануваме пример за соработка во Југоисточна Европа. Ретки се државите во регионот кои отворените прашања ги решаваат по сопствена волја, взаемно, ако има искрена волја и од другата страна. Заев изрази надеж дека договорот би можел да биде потпишан на 1 август и тоа во Црнагора, каде Македонија ќе биде кодомаќин на самитот на кој што главен гостин ќе биде потпредседателот на САД Мајк Пенс. Реагираа пратениците од ВМРО-ДПМНЕ. Пратеникот Антонио Милошовски од Собранискиот прес-центар рече дека пратениците од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата имаат сериозни забелешки на договорот со Бугарија и предлози како би требало тој да се надгради и подобри. Дали македонскиот народ, како конститутивен народ во Република Македонија, ќе биде споменат или нема да биде споменат во договорот за добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија. Ние сметаме, ако е договор за добрососедство и договор на добра волја, пријателство и соработка, не би требало за ниеден политичар, ниту во Софија, ниту во Скопје, да биде проблем македонскиот народ да биде споменат во овој договор. Второ, дали македонскиот јазик во овој билатерален договор помеѓу Софија и Скопје ќе биде споменат дека постои само заради постоењето на Уставот на Република Македонија или фразата за употребата на македонскиот јазик ќе биде таква дека македонскиот јазик има своја посебност независно од Уставот на Република Македонија. Третата забелешка беше дали господинот Заев е спремен да потпише билатерален договор кој што содржи најмалку еден член, кој што ние сметаме дека не е во согласност со членот 49 од Уставот на Република Македонија, кој што ја предвидува уставната обврска на државата да се грижи за македонците надвор од државата. По премиерската средба на 20 јуни во Софија, Зоран Заев и Бојко Борисов најавија потпишување на договор за добрососедство, како и заедничка прослава на Илинден.